Почитувани, добар ден, вие ги следите вестите на Еден ТВ. Во вторник ќе се знае дали земјава ќе добие датум за преговори и кога. Пред министрите за надворешни и европски работи на земјите членки на Европската унија во Луксембург ќе се најдат извештаите за напредок на земјите од Западен Балкан, меѓу кои Македонија. А преспа беше посетена од политичка елита, каде пред една година беше подпишан договорот со Грција. Таму е колешката Лепа Джундева. Лепа, добар ден, доколку се слушаме. Денеска има и нови пораки. Кои се? Токму така, добар ден, Игор од Преспа. Денеска во Преспа дојде премиерот Заев. Тој имаше доста политички пораки, меѓу кои покрај тоа што дојде после една година од подпишувањето на Преспанскиот договор, денеска зборуваше за датумот, поточно датумот кој што земјава го очекува за отпочнување на преговори со Европската унија. Тој денеска кажа дека од предстојниот состанок во вторник, но и од одлуката на земјите членки очекува позитивна препорака со што ќе го верификуваат позитивниот извештај на Европската комисија и дека после ова во септември со одлуката на Бундестагот, септември или октомври ќе се добие датум за отпочнување на преговори со Европската унија до крајот на годината, но предлагам да ја слушнеме изјавата на премиерот. Јас очекувам навистина да се потврди она што Европската унија го верифицираше преку одличниот извештај, безусловен извештај, 10-та препорака, но навистина брилјантна препорака. Нашиот народ и нашата земја заслужија. Оваа година тоа треба да биде верификувано на Министерскиот совет преку заклучоци, некаде 20 и 21 кога ќе Советот на Европа да бидат констатирани комплетните заклучоци, кои што дефинитивно потврдува верификација на националните парламенти, дека следува, тоа е Бундестагот, во септември и октомври конечно добивање на датумот, за да до крајот на годината ги отпочнеме преговорите. Бундестагот беше јасен преку пратеникот Вадефул, кој што е од ЦДУ, но и сите други пратеници од социјалистите, социјалдемократите, зелените и сите дават подршка оваа година, заради тоа што извештајот беше покасно пуштен заради изборите на Европскиот парламент. Ќе почекаме Бундестагот, односно германскиот парламент да го верифицира и конечно да го добиеме датумот. Драго ми е што имаме шанси до крајот на годината да бидеме полноправна членка на НАТО, тогаш ќе почнат и преговорите, така да можеме успешно да ја завршиме оваа година во поглед на интеграцијските процеси. Токму така. Инаку оваа порака, токму ова што го кажа денеска премиерот, претходно го кажа и германскиот амбасадор Герберих, кој заедно со францускиот амбасадор Тимоние беа во посета на Преспа. Тој кажа дека очекува позитивна препорака и се разбира позитивна одлука на германскиот Бундестаг за отпочнување на преговори, додека пак францускиот амбасадор Тимоние порача дека има уште многу работа. На моето прашање дали би требало да се разделат Македонија и Албанија како пакет, германскиот амбасадор кажа дека не би било добро тоа и дека би било добро кога двете земји би добиле во исто време датум за отпочнување на преговори со Европската унија. Игор, меѓутоа, морам да се навратам повторно на изјавите на премиерот. Тој денеска од Преспа замина за Охрид на Централен, меѓутоа од тука упати порака, а тоа е дека се надева на позитивни промени, дека СДСМ веќе ќе има позитивни промени кои што се типични за левичарските партии. Предлагам да ја слушнеме оваа негова изјава. Денеска Централниот одбор треба да го избере извршниот одбор на партијата, секретарите, и ако сме подготвени остатокот од органите и телата на партијата, имаме последни консултации пред состанокот со заменик председателката и генералниот секретар, заради тоа што ние останавме сега само структура, но мислам дека ќе има пријатни изненадувања. Ако можете, овде е блиску, од Ресен да дојдете до Охрид, ќе има овој пријатни изненадувања кои што се типични за левичарските партии, се авангарда за нешто што се случува на нашата Северна Македонија и верувам ќе биде ова импликација кадровска, за да може да мотивираме и други политички партии, но и општеството да се менуваме кон подобро. Токму така.
Она што би сакала во моментот да го кажем, а тоа е она што го забележува нашата камера и вие исто така, е дека ние во моментот се наоѓаме на граничниот премин Маркова нога. Токму тука, после оваа ограда следува меѓуграничниот простор и Грција. Позади ридот се наоѓа местото Нивици, каде што точно пред една година, без еден ден, се разбира, на 17 јуни 2018 година беше подпишан Преспанскиот договор. Токму тој Преспански договор предвидува отварање на нов граничен премин. Тоа е на ова место, на местото Маркова нога, каде што треба да биде изграден во рок од 3 години. Она барем за што вчера разговарав со градоначалниците на Ресен и на Лемос, тоа е дека тие очекуваат дури и побрзо од 3 години да биде изграден граничниот премин, а со сето тоа да се зголеми и туризмот во овој регион. Игор, повели доколку имаш прашања. Лепа, јас ти благодарам за овој исцрпен извештај во овие вести со детали, а понатамошните вести ќе ти имаме повторно, односно твојот извештај ќе го